Поставувањето на Миликије Халими за директорка на АД Аеродроми, која претходно беше вработена во царина со средно медицинско, ја отвора пандорината кутија, колку партиски кадри се поставени на високи функции, а без соодветно образование. Експертите постојано предупредуваат дека партиите на власт си ги вдомуваат своите кадри за да им се одолжат за сработеното, но неретко се поставуваат директори или без бараната диплома или без работно искуство. Стефан Богоев од градоначалник кој дипломирал бизнис администрација и е магистер по економија, стана директор на Царинската управа, иако дури и за да се вработите таму како советник, ви треба најмалку 3-годишно искуство во царински работи. Еден од најголемите загубари, Македонски железници, годинава си доби нов директор. Зојхајрат Демири, чија биографија ја нема ниту на официјалната веб страница, работел како келнер. Има и такви кои не само што немаат соодветно образование, не знаат на што се директори. Метрологијата нема врска со временска прогноза, во која што и ја, очигледно да ви кажам, допред некое време грешев, мислев дека е наука за времето. 39-годишниот Селами имал неколку раководни позиции, а ниту една не одговара со неговиот правен факултет. Кариерата ја гради на брза лента, бил инспектор во УЈП, заменик директор на Агенцијата за поддршка на земјоделието, заменик директор на УЈП, а се пробал и во здравството, бил член на управен одбор на клиниката за неврологија. Пред да стане директор на метрологија, бил член и на управен одбор на улици и патишта. Култура или физкултура? Професор по физичко раководеше со Домот за култура во Струмица. Уметниците излегоа на улица и со притисок Васил Бубев беше сменет. Бестрашниот градоначалник Рамиз Мерко 2 пати си постави иста личност за директор на училиште без високо образование. За ова предмет отвори антикорупцијската комисија. На национални шуми претходно пак беше ВД директорка Јулијана Николова, инаку професорка по информатика. Проблемот со партизација на институциите и несоодветни кадри поставени на раководни места е долго време рак рана на македонското општество, сметаат експертите. Ова не е држава, дека ова е партиска територија во која лидерите на партиите си ги одредуваат партиските војници, ги поставуваат на места на кои они сметаат дека треба да бидат наградени согласно нивните заслуги за партијата за време на избори или за време на некакви други партиски да кажем активности. Јавноста уште долго ќе ја памети амбициозната водителка Бесмира Ејупи, која беше планирана за конзул во Њујорк. Таа претходно беше вработена во надзорниот одбор во јавното претпријатие за железничка инфраструктура во делот на финансиите, со својот факултет за меѓународна комуникација, што е впрочем нефинансиска област. Експертите постојано предупредуваат раководните позиции да бидат пополнети со професионалци со долгогодишно искуство, знаење и висок степен на професионалност и интегритет.